Општина Куманово е меѓу најуспешните општини во делот на прибирање на даноци и такси. Раководителот на секторот за даноци и такси при општина Куманово, Ненад Стојановски, гостувајќи во емисијата Став, истакна дека е задоволен од финансиската дисциплина на кумановци. Нагласи дека наплатата е значајно зголемена последниве 4 години. Општина Куманово има над 100% наплата за сите 4 години во однос на облагот и во однос на претходните години, ако ги споредиме, зборуваме за покачување од околу 25% во однос на тој дел, што значи дека многу се зголемила наплатата. Значи годишно се слеваат околу 200 милиони во просек, гледано последни 4 години, сега зависно 190 милиони, 215 милиони, ама целокупно гледано околу 200 милиони денари на годишно ниво. И истите тие приходи се креатори на основниот буџет, односно на оперативниот буџет кој понатаму значи развојна програма и инвестиции во град Куманово. Што значи дека граѓаните се тие кои се двигатели на економскиот развој на овој град. Наплатата, како што посочи Стојановски, е значајно подобрена од 2019 година, кога Македонска пошта почнала да ги доставува решенијата кон граѓаните. Претходно тоа го правеле доставувачи од општината, па доставата често доцнела. Тоа беше едно дејствение кое не беше пријатно да се види. Се појавија лица кои никогаш во живот немаа добиено решение, а не пак опомена за плаќање на целокупен износ од кога постои нивниот имот, а биле задолжени кај нас. И нормално и природно е кога некогаш добиваш решение за прв пат дека ќе реагираш. Општина Куманово почна со еден таков момент, мораше да ги извести сите тие граѓани за со какви долгови и обврски спрема општината располагаат. Во меѓувреме, општината редовно ги наплаќа своите побарувања во дел на данок на имот на правни лица и комунална такса за фирмарина, затоа што од година на година се ишло со опомени и решенија за забрана кои завршувале во банка, па правните субјекти морале да ги платат своите обврски. Единствено, исклучиво само оние кои биле во стечај, тоа се проблематични субјекти, ама останатите кои имаат активни сметки, дефинитивно на 90% била наплатата, што значи дека од секогаш правните лица биле подобри плаќачи и по-финансиски дисциплинирани затоа што општината ги дисциплинирала. Доколку се споредува целокупниот период од 4 години, над 85% од граѓаните ги надмириле своите обврски, вели Стојановски. Според податоците од општина Куманово, даночните приходи се околу 3 пати поголеми во однос на комуналните, односно околу 30% од нив влегуваат во оперативниот буџет. Инаку во тек е присилна наплата на данок за неподмирени обврски по основ на данок на имот за физичките лица, заклучно со 2020 година, како и дистрибуција на опомени за неплатен данок на имот за 2021 година до сите физички и правни лица и опомени за неплатена годишна такса за фирма.